Почитувани медиуми, денеска имаме за цел да ја представиме нашата работа во областа на дуалното образование во Македонија. Стопанската комора на Македонија е прилично вклучена за имплементација на овој модел на образование, кој што јас сега најкратко ќе се обидам да ви го представам, нагласувајќи ги неговите позитивни страни. Дуалниот модел на образование се состои од комбинација на теориски и практични предавања, односно практична настава. Во овој дел практичната настава се реализира во компаниите. Дуалниот модел на средно стручно образование исто така може да биде имплементиран не само во средното стручно образование, туку и во високото образование. Што представува дуалното образование? Дуалното образование представува вклученост поголема на компаниите во образовните политики, во образованието, имајќи за цел да кадрите се полесно вработливи на пазарот на труд, а согласно на тоа напредокот во компаниите да биде подобар и да можат компаниите да ги искористат познавањата да ги искористат познавањата со кои што се стекнали учениците или учесниците во образовните политики. Денеска имаме за цел исто да ја представиме работата на Германската стопанска комора во Македонија, која што има еден определен проект кој што е фокусиран само на автомобилската индустрија, со цел да се воведе дуален модел за компаниите кои што работат стрикно во автомобилската индустрија. Јас би сакал да истакнам овдека дека имаме определени сознанија на ниво на Европска унија, онаму каде што е имплементиран дуалниот модел на образование, се рефлектира со пониска стапка на младинска невработеност. За таа цел имаме овдека еден краток приказ во која што согласно добиените податоци, официјални податоци, овие се податоци од ОЕЦД, стапката на невработеност на млади во Германија, кој што го има имплементирано овој дуален модел на образование, е 7%, во Австрија 11,2%, Швајцарија 8,6%, просекот на ниво на Европската унија е 18,7%, и можеме да констатираме дека стапката на невработеност на млади во Република Македонија е 52,5%. Овие се податоци од 2016 година. На другата страна е покажана просечната стапка на невработеност за 2017 година, со тоа што можеме да заклучиме дека во Македонија скоро 2 пати повеќе е невработеноста на млади споредена со просечната стапка на невработеност. Овие ниски нивоа на невработеност често се објаснети со заслугите на дуалниот систем. Постои евидентна поврзаност помеѓу придобивките од дуалниот систем на образование и ниските нивоа на невработеност, особено на младите лица, бидејќи овој модел ја олеснува транзицијата од училиште до работа. Thank you for coming today to the press. Благодарам што дојдовте денес во толку голем број. Знаеме дека денес има и други вести во Македонија, така што навистина цениме што одвоивте дел од вашето време да посветите малку внимание и на образованието. Би сакал да искористам оваа можност да кажам 2-3 реченици за нашата институција, односно делегацијата на Германската стопанска комора во Македонија. Присутни сме во Македонија веќе 20 на години и со тоа што започнавме прво со мали компании со цел да го поддржаме германско-македонскиот бизнис и обратно македонско-германскиот бизнис. Сега имаме околу 200 компании кои што се членки на нашата организација и сме слични како и Стопанската комора на Македонија, со тоа што сме најголемата билатерална организација. Нашата централа се наоѓа во Берлин, главниот град на Германија, и служи како чадор организација на 18 локални стопански комори кои што се наоѓаат во Германија. Но со оглед на тоа дека светот е поголем и не само Германија, овие компании ги зголемија својата дејност и надвор од Германија, така што имаат сега компании во Азија, Америка, Балкан, Африка.
И токму затоа германските компании побара помош и слична ваква структура во земјите каде што тие функционираат, така што тие побара помошта од германската стопанска комора. Ова беше мал увод за да ви кажам од која организација доаѓам јас и мојот колега Дејан, а сега ќе се посветиме на темата за дуално образование, стручно образование и практиканство. Вистина сме среќни што сме тука и би сакале да се заблагодариме на Стопанската комора на Македонија и на Борис што не поканија. Уште сме посреќни што дознаваме дека стручното образование има добар партнер тука во Македонија, а тоа е Стопанската комора на Македонија. Уште во 2011 година со помош на Германската стопанска комора започнавме ваков проект во однос на оваа тема и Стопанската комора на Македонија како институција веќе работи на овој проблем. Денес ќе гледаме во Стопанската комора на Македонија гледаме партнер кој што во случај да има никаква потреба или никаква помош ние како организација му стоиме на располагање. Ќе ви дадам неколку примери и ќе ви откријам малата тајна за ниската невработеност во Германија од само 7% со помош на овој дуален систем на стручно образование. Клучен фактор е златниот триаголник во овој дуален систем, што значи дека индустријата, односно приватниот сектор, потоа јавниот сектор, односно Министерството за образование, училиштата, средните училишта и стручните училишта и исто така многу важно е Стопанската комора или било каква друга комора која што се вклучува и е третиот дел од овој златен триаголник. Овие три партнери работат заедно и постојано разменуваат информации, така што овој дуален систем се сведува на практична работа која што е соодветна со потребите од пазарот на трудот и потребите на индустријата. Ќе ви дадам еден пример, доколку имате некоја прекрасно езеро или евентуално море околу кој што има ресторани, убава средина, можности за туризам, вам би требаат експерти во ова поле, во полето на туризмот, а исто така ви требаат и вешти работници за тоа и образование. Токму затоа треба да се избегне неосагласување на вештините со потребите, како на пример во ова идилична езерска средина што ви кажам каде што има потреба од туристички работници, ви имате преголема понуда на академски образовани граѓани во IT секторот, инженери, луѓе кои што имаат завршен економски факултет, нотари и така натаму. Туку вам ви се потребни тука туристички работници или пак можеби работници во областа на земјоделството или технички работници кои што би работеле во производството на некоја фабрика. Ние како комора имаме една заедничка цел, а во остварувањето на таа цел ние секогаш ги консултираме нашите членови, односно нашите компании. Борис ни кажа дека представниците на индустријата велат дека има неосогласување во однос на потребите на индустријата и на образовниот систем, истата информација која што ја добиваме и ние како германско-македонско партнерство. Прашањето кое што се поставува сега е што можеме да направиме. Значи, кои би биле предлозите и како би можело да се консултираме во рамките на тој златен триаголник кој што претходно го споменав. Комората ги добива информациите од индустријата и се консултира со Министерството за образование и училиштата. Стопанската комора веќе го прави тоа, така што би сакал да кажам, да дадам кратки информации за тоа како ние би го правеле тоа во рамките на нашиот проект. Моментално поголемиот број германски инвестиции во земјава се сконцентрирани во автомобилскиот сектор, што е добро за Македонија заради тоа што ќе има повеќе работни места и повеќе инвестиции во земјата. Во овој сектор моментално има околу 15.000 работни места. Меѓутоа од информациите од компаниите добиваме информации дека за да се зголеми производството во овие фабрики има недостаток од технички работници кои што би се биле задолжени за производството и за одржувањето на компанијата. Токму затоа на почетокот на годината Министерството за енергија се го финансира овој проект. Моментално разговараме со училиштата со оглед на тоа дека веќе ги имаме слушното потребите на компаниите. И би сакале да бидеме партнери со Стопанската комора поради тоа што знаеме дека тие имаат систематски пристап кон овој проблем. Ќе кажам само 3 точки од овие систематски елементи. Многу е важно во
рамките на овој дуален систем на стручно образование да се има индустријски партнер и да се има обучувач кој што ќе биде ментор во рамките на овој дуален систем. Исто така работното место само треба да биде проценето, значи да ги задоволува потребите за безбедност, како и планот за обучи го обучувачот, за кој што се грижи Стопанската комора кај нас, со тоа што има еден систем на акредитација која што комората го дава за да потврди дека работното место соодветствува на овој дуален систем. Уште еднаш би сакал да честитам на Стопанската комора на Македонија за напорите кои што ги вложува во ова поле. Моментално спроведуваме неколку пилот проекти и се надевам дека биднина ќе имаме плодно партнерство кое што ќе овозможи обучување на техничкиот кадар и успешно дуално образование.